Почитуван министер, најмногу ми сметало во животот кога ќе слушнам интензивно се работи на ова, интензивно се работи, а еве ќе ви кажам колку интензивно низ Гостивар се асфалтираше патот. Значи низ Гостивар. Делот од семафорите до наплатната рампа што е околу 2 километри. Мислам дека е 2 километри. Не ми земајте за... Но тука е негде, ете, 2 и нешто де. 45 дена се преасфалтираше. Значи, некаде околу 50 метри на ден. Министре, тоа е интензивно. Во 4 сатот прекинуваат, ги оставаат машините на работа. Цела Македонија поминува за Охрид. Ај, ја што одам за Кичево, не е важно. Ќе речат, ај, пратеников, не е важно, не сакаат нас. Но, луѓето ги искршија возилата низ Гостивар возејќи. Прашајте ги кој не помина низ Гостивар и колку сите изгубија на ден по 45 минути губеа во еден правец и толку долго да се прави тој пат. Тоа е, ако е тоа интензивно, тогаш не знам што е екстазивно. Вие го довршивте проектот за рехабилитација на магистралниот пат Гостивар-Кичево или Кичево-Гостивар. Тој беше почнат и го довршивте. Значи, го довршувавте тој пат. Па како не е точно? Сега, види, да ми зборувате за нешто во Прилеп, ќе ви верувам. Но ова што го знам, тука поминувам. Не се трудете ова да ми објаснувате. Значи, го довршувавте тој пат, а за чистењето, повторно ќе ви кажам, министре, сега снег ќе падне, што ако сте чистили? Цело лето беше ѓубре и трева таму и зарастено се. Тогаш требаше да се очисти. Ви кажав, напролет се чистат и ниви и се. Не се чисти сега во доцна есен. Се беше исушено, ништо не сметаше се. Луѓето се паметни, да знаете. Попаметни се од нас политичарите, поискусни се, знаат кога што се работи. И не може 3 пати да преасфалтирате испад. Кон Охрид, видете кај бензинската пумпа од Макпетрол, 3 пат се преасфалтира, катастрофа. Ај луѓето што ги кршат колите, но 3 пат се трошат пари за ништо. Можеше да се изградат 5 локални патишта со тие пари. Благодарам. Благодарам. Следен за постојање на пратенички прашања